Сојузот на синдикатите на Македонија бара ремонт на сегашниот закон за работни односи и инсистира на повеќе клучни измени во него, изјави денес председателот Дарко Димовски по средбата со министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска. Основните барања на синдикатот се веќе познати и тие веќе подолго време се луцирани на повеќе социјални стратешки пунктови. Еден од нив е ревидирање на членот определено време и по една година работниот статус по автоматизам да биде неопределено. Ние бараме како Сојуз за синдикати на Македонија договорите на определено време да не трајат подолго од една година, бидејќи по тој основ изминатиот период за време на ковид пандемијата ги изгубивме скоро 70% од работните места, а со тоа оставивме голем број на работници без основна екзистенција. Останатите приоритети на синдикатот се следните: заболувањето COVID-19 да биде признаено како професионално заболување, измена на членот 117 кој се однесува на прекувремената работа, 36 работни денови одмор за здравствените работници и други измени. Сепак, најмногу енергија синдикатот во овој момент остава на прашањето на членот од законот во подготовка, кој гласи работа во недела. За него децидно објаснување има министерката Шахпаска. Е предвиден за сите кои што работат, за сите работници, меѓутоа исклучоците, 40 на број, се однесуваат само за вработени во индустрија, во сектори кои што се неопходни за функционирање на државата. Значи, од витална важност за функционирање од државата, што не значи дека и сите вработени во тие компании, гранки ќе работат во полн капацитет. Нашата проценка е дека од исклучоците околу 30% ќе работат. Во однос на неисплатените плати кои државата им ги исплати на компаниите, а овие тоа не го направија со работниците, Шахпаска порача. Сега се на потек институциите кои што се надлежни да преземат мерки и активности кои што треба да испорачат правдата, односно да се испочитува она што ние како влада многу транспарентно и отворено се заложивме и баш така ги креиравме пакетите на финансиска поддршка до компаниите.